Добар ден, почитувани гледачи. Следува добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска имаме тема од областа на оралната хирургија. Ке говориме конкретно за апикотомија, односно ресекција или отсекување на врвот на коренот со цел спасување на забота, цистата или процесот хируршки да се отстранат. Моја гостинка и соговорничка во денешното издание на Добриот доктор е доктор Славица Ѓурчевска-Горјанска, специјалист орален хирург. Докторка, добар ден, ви благодарам што сте дел од денешното издание на емисијата. Добар ден, јас ви благодарам што постојано и повторно се дружиме со интересни теми. Така, но пред се во интерес на гледачите и на граѓаните, бидејќи секој од нас еден период од животот си има проблем или мака со забите, затоа третираме и теми од областа на стоматологијата, но денеска е токму по-конкретно за оралната хирургија. Еве на почеток, што е апикотомија? Јас накратко дадов како објаснување за што ќе говориме денеска, но што е еве конкретно медицински апикотомија или ресекција на врвот на коренот од забот? Тоа е хируршка интервенција, оперативна хируршка интервенција во која што се отсекува врвот од коренот на забот, таму каде што има процес или циста. Односно, апекс е на латински врв, значи го отсекуваме само врвот од коренот на забот со цел да го заштитиме, односно да го оставиме забот во устната празнина. Така, во кои ситуации се одлучувате за ваква интервенција? Дали интервенцијата се прави кога стандардното лекување, односно класичното лекување на коренот не дава резултати? Ендодонцијата, односно тоа е лекувањето на коренот на забот, односно на нервот на забот, е интервенција која што во народот е позната како вадење на нерв. Кога таа интервенција, односно таа процедура нема да успее, поради X причини ќе ги зборуваме, ќе ги зборуваме подолу, тогаш во тој случај единствен начин да го зачуваме забот е апикотомијата, односно хируршки да го отстраниме тоа што е околу врвот на коренот на забот. Така. Накратко ја објаснивте и разликата помеѓу класичното ендодонско лекување на коренот и на апикотомијата. Кои се финалните резултати? Што може да се добие на крај со ваква интервенција? Зборуваме за апикотомијата. Так, го зачувуваме забот, иако мора да кажам дека конвенционалната ендодонција, каде што го вадиме и го вадиме... Имаме и видеоматеријал, така. Евак, многу интересна фотографија пред и потоа. Имаме заб, првиот заб кој што се само корени, каде што немаше коректно ендодонско лекување, и вториот заб кој што е коректно ендодонски излекуван. Горе имаме лезија, например, во првата слика, долу немаме лезија. Ендодонската терапија е одлична терапија за да се излекува забот. Меѓутоа, таму каде што поради X причини не може конвенционалната ендодонска терапија да даде резултати и да настане повлекување на процесот, во тој случај настапува хирургијата. Би сакала да искористам во овој момент, иако не, моја прва љубов е ендодонцијата, лекувањето на каналите на забот, меѓутоа секако дека во нашата ординација се работи и хирургија, бидејќи сум и орален хирург, сакам накратко да зборуваме за ендодонцијата. Тоа е мокна алатка во рацете на стоматологот. Ендодонската терапија, видите какви ефекти има од еден процес кој што е околу корените, со коректна ендодонска терапија се повлекува процесот. Меѓутоа, зборуваме за коректно направена ендодонска терапија. Значи, таму каде што коректно се исчистени каналите, од апикотомија нема да има потреба. Кога настанува, кога едноставно не дава резултати ендодонската терапија, кога имаме упорна инфекција која што не можеме да ја отстраниме и покрај добрата ендодонска терапија, тогаш настапува апикотомијата. Така, односно хируршкиот зафат во оралната хирургија. Докторка, кои се најчестите причини што доведуваат до воспаление на врвот од коренот и потребата од понатамошно лекување, вклучително и апикотомија? Шекерите, би рекла.
односно храна која што е богата со шеќери, недобра орална хигиена и развиток на кариес. Од тука кариесот прогредира директно до нервот на завод, нервот се воспалува, настанува можеби лекување познат во народот, лекување или вадење на нервот, меѓутоа тоа ако не успее или ако примери, да. Ова е конкретен пример каде што ништо не ни помага заради скршеница или лонгитудинална фрактура на завод, тој мора да се извади. Да, ова се ситуации. Ева на пример, ова е коронка на завод со колче. Не може да се извади коронката, не може да се извади колчето и поради тоа само апикотомијата е решение во овој случај. Потоа, кога имаме криви канали, кога имаме канали на завиди кои што се облитерирани, ги викаме непроодни канали, во тој случај конвенционалната ендодонција може, меѓутоа не секогаш да биде комплетно успешна и да даде комплетно полнење на каналите како што се во овие слики. Значи сакам и да напоменам дека кога пациентите се подвргнуваат на таа терапија ендодонска, мора да има слика пред и потоа. Ова е многу тежок случај на циста која што мораше да биде оперирана заради незината големина. Ова се лично ваши примери? Ова се примери од нашата пракса и затоа ми е мило да ги покажам за да имаме едноставно сликовит приказ на тоа што зборуваме. Значи, кога пациентот реално има потреба и нема друга опција? Кога не успева ендодонската терапија. Сакам да напоменам дека ендодонската терапија е моќна. Меѓутоа, пациентите мора, кога ќе се подвргнат на таа терапија, да бараат од својот стоматолог, да ја видат состојбата пред и после лекувањето. Доколку ги најдат оние 3 бели линии од почетокот до крајот на каналот, ендодонската терапија ќе ја избегне, со ендодонската терапија ќе се избегне хируршката терапија. На некој начин сакам воедно и да зборуваме малку за една стигма околу ендодонската терапија, дека таа предизвикува карцином или некакви хронични заболувања. Не, вистинската ендодонска терапија, каде што имаме комплетно хемиско, механичко обработени канали, добро наполнети тридимензионални канали, тоа е терапија која што е безпрекорно добра за здравјето на завод и ендодонтот. Во случај да таа не е добро завршена, тогаш настапуваме ние, хирурзите кои што хируршки ќе мора да го отстраниме процесот, односно воспалението на околу коренот на завод. И накратко, дали има случај кога апикотомијата, бидејќи рековте дека прва линија е ендодонската терапија, е подобро да се направи апикотомија од повторна ендодонција? Секоја епикотомија започнува со ендодонција. Не можеме да влегуваме во хируршка интервенција доколку каналот претходно не биде од друг стоматолог или во текот на интервенцијата од нас наполнете, меѓутоа мора каналот да биде дезинфициран, хемиски, механички обработен, наполнет по можност пред хируршката интервенција, да се почека, например, ако се работи како што беа првите неколку фотографии, треба да се почека 6 месеци до година дена, доколку процесот, ако се елиминира инфекцијата од каналот, таа нема да преде преку врвот од коренот, нема да предизвика хронични периапикални процеси или што велат во народот гнојни цисти, нема да предизвика гнојни кеси, односно нема да предизвика цисти и во тој случај нема да имаме потреба од апикотомија. Меѓутоа, ако не настане вакво хемиско, механичко дезинфицирање на каналот, тогаш ќе имаме последица, односно ќе имаме тие процеси. Секоја апикотомија да назначам и за пациентите и за нашите општи доктори започнува со добро затварање на каналот. Во тој случај само можеме да направиме тоа е подготовката и тогаш може да очекуваме дека апикотомијата ќе биде успешна. Така. Ќе проговориме и за самиот процес, односно целиот процес, вклучително и хируршкиот зафат, но да дадеме предности на прашањата од нашите гледачи. Почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме во програма сте, повелете? Да, сакам да поставам прашање до докторката. Повелете. Правена сум операција 2022 година од карцином планоцелуларен, метастаза на нитна жлезда. При тоа имам зрачење во предело на врато и вирус. Дали се слушаме?
преземе мерки за да се спасат, оти веќе не можам ни да јадам, а воедно и плунка немам. Како да реагирам, дека да тражам помош? Бидејќи имавме мали технички проблеми, не знам дали успеа, докторке, успеавте да го слушнете прашањето? Предпоставувам дека се работи за карцином, каде што заради одреден период на израчење и хемотерапија, предпоставувам, било запоставено за балото. Неопходно е да се направи рентгенска снимка и да се види што може од тие зъби да се спасат. Иако, ако е се уште во терапија, мора да постои еден период каде што после терапијата и израчењето нема да може да се работи хирургија. Тоа е основно правило. Да, значи доколку да се консултирате со орален хирург или незиниот општ матичен, или со општиот стоматолог за да ви усмери каде и понатаму и колку време е потребно да помине после хемотерапијата, за да се интервенира на оралната шуплина, односно кај зъбите, доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Поздрав до вас и до докторката. Едно прашање имам. Повелете. Имам долна вилица нова правена. Сега користам лепа корега, ама не држи многу. Што треба да се направи за да ми стои вилицата? Значи, непријатно кога јадам се бали на јадење. Така. Нешто друго да се потполни, да се направи, да не ми прави проблем. Во ред, ќе добиете совети, иако ова друга тема од друга специјалност од стоматологијата, секако ќе добиете препораки и насоки каде да се обратите. Секој е добро, господи. Најверојатно се работи за лош фундамент на долната вилица. Тоа е многу чест проблем кај пациентите, односно поради губиток на коската. Нема доволно коска за да може да се направи добра протеза. Да, корегата помага. Таа на некој начин е некој тип налепак, адхезив за мукозата, помеѓу мукозата и протезата. Треба да се види кај пациентката дали е настанал губиток на тежина овој период и поради тоа да настанува простор помеѓу протезата и мукозата, односно фундаментот, и евентуално да се направи ребазација на протезата, што е единствен начин за да се таа стои во уста. Така, имаме уште неколку гледачи, да ги слушнеме и нивните прашања. Добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден. Ве слушаме, повелете со прашањето. Имам прашање до докторката. Сакам да прашам дека имам долги години што носам протеза со порцелански зъби и метал. И сега од време на време ми се воспалуваат, например, непцата и непријатен здив. И колку години, например, правилно се носат протезите и дали треба да се отстранат или што понатака? Да се променат, така. Во ред, ќе добиете конкретен одговор на вашето прашање, иако и ова е друга тема од областа на стоматологијата, може да дадете насоки и конкретен одговор? Насоките се најпрво треба да се направи на рентген снимка, или панорамска, или пак по-одделно на сите зъби кои што се опфатени со овие мостови, и да се провери дали постои патологија, дали конструкцијата правилно е поставена или постои кариес околу зъбите или некои други процеси, и потоа систематски да почне да се отстрануваат сите пречки и да се дојде до здрава основа на која што ќе се направи нова конструкција. Конструкцијата е интересно тука да го спомнеме. Гаранција за конструкцијата на материјалот од кој што се изработува е 5 години. Така, е тоа што беше конкретното прашање, дали се менуваат. Меѓутоа, најчесто конструкцијата го надминува векот на гаранцијата, меѓутоа не и зъбите. И затоа треба редовни контроли. После каква и да било интервенција, сега ќе збориме и за хируршката интервенција. Неопходно е после тоа пациентите да имаат една култура на доаѓање на стоматолог. Да, заради тоа што тогаш ќе се фаќаат сите промени во почетната фаза, а нема да бидат занемарени или пак да бидат во терминален стадиум кај што нема решение. Да дадеме простор и на следните гледачи, ќе продолжиме околу самиот процес. Почитувани во програма сте, повелете. Ало. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете со прашање. Сакам да прашам, можеби не е оваа тема сега, нели, за снимани ми се зъбите, горната вилица ми се извадени зъбите, скроз.
Сега, значи под носот, кај што ми беа кецовите, имам две како бели топченца, значи како тврди, како камче се. Снимани ми се, значи немам цистин, вика нема ништо. И од десната страна, према од двојката, тројката, нели ке што биле, имам како израсток, како коска и секога ја сандрицата ми пречима како длавнатина и нешто кога го допирам со прстот, како ковче, како да допирам. Дали можно е велицата, дури ме одина кај окото болката некогаш се јавува. Ова е добро да направиме еден увод за следната тема. Очигледно има интерес за предпротетска хирургија се нарекува ова. Предпротетска хирургија. Најверојатно се работи за екзостози, тоа се коскени израстоци кои што се на надворешната страна најчесто од вилицата. Тие се бенигни формации, нема потреба да се плаши пациентката, претпоставувам дека се работи за тоа, заради тоа што претходните колеги тотално ја исклучиле другата патологија, значи се работи за ова. Тоа се коскени израстоци кои што не се болни, туку само при допир, заради тоа што се препокриени со мал слој на слузокожа, се можеби осетливи. Меѓутоа, тие, доколку таа треба да прави нова протеза, мора да се отстранат хируршки. Така. Интересна идеја за следно гостување и за следна тема. Мислам дека и претходните гледачи има нешто во таа насока. Така, но да слушнеме уште неколку гледачи, ќе продолжиме околу денешнава наша тема, самиот процес на интервенција, кој говориме за пикотомија. Почитувани во програма сте, повелете. Ало. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете со прашање. Извинувам, сакам прашање до доктор. Повелете. Во јуни месец имав проблеми со забот, правев операција од пикотомија. Оперирав еднаш забот. Болките не престанува, се работи за тројката. Болките не престанува, сега пред месец дена направив уште една операција на забот. Болките пак воопшто не престанува, ме праќа на проверка на синус, силонос, грло. Немаше никакви проблеми, а болките воопшто никако не престанува. Докторот ме убедуваше дека операцијата е све успешно направена, дека убаво е затворено, коренот убаво исечен, све антибиотици се утепав пејки, и после тоа видовме дека нема лечење и забот сега го извадив пред недела дена. А од кога го извадив забот, болката сега пак не престанува, ми се префрлува болката на двојката. Што понатамо? Да, конкретно прашање, конкретен случај за денешнава наша тема. Ви благодарам, ќе добиете совети и препораки. Секој добро, господи. Благодарам што ми ги даде дополнителна информација. Значи, болката продолжува. За жал, тука може да се работи за некоја неуралгија на нервус тригеминус, односно невралгични болки на нервот, и треба да се провери кај максилофацијален хирург дали е тоа. Бидејќи што ме тргнат предходниот причинител на болката, односно тој што сте мислело дека е причинител, треба да се посомнева пациентката, односно и колегите да се посомневаат на некоја неуралгија на нервот. Така, значи консултација со максилофацијален хирург. Доколку имаме и следен гледач, ќе вклучим уште еден гледач, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Поздрав до гостинот и водителот во студиото. Поздрав и до вас. Би сакала една консултација. Значи имав чистење на забен камен во месец јули, значи кај мене и кај моето дете. Меѓутоа, кај него имаше проблем со пријадење на благо, болка, значи од едната страна на забите, без да има расипан заб. Истото се случи и кај мене. После чистење на забниот камен, значи нема расипан заб, меѓутоа при јадење, значи при додир со храна имам неподносливи болки. На топло ладно? Повторно на стоматолог, повторно направивме снимка, меѓутоа никаква промена, значи за заб расипан нема, меѓутоа болката е неиздржлива при додир на храна. Се извинувам само, на надворешните површини на забот или на површините со кои џваката? На кои површини имате осетливост? Од страната каде што џвакам. На горните површини, значи? Не на надворешните? Да. Добро. Треба да се провери абразија, атриција, дали има, да се провери дали има бруксизам пациентката, дали има губење на емајлот, кој што го заштитува забот од осетливост на ладно.
и доколку е тоа да се третира, се знае како се третира тоа. Исто така, ако е болката, сега така кажува дека од на горните површини, ако е болката од надворешната страна, странично во тој случај многу често помагаат пастите кои што се за хиперсензитивни заби, односно постои една зона на забот, тоа е помеѓу коронката и коренот на забот, тоа е вратот на забот кој што е исклучително осетлив. Природно е осетлив и после чистењето на забен камен тој станува малку поосетлив. Меѓутоа, заради тоа што самиот третман на чистење на забен камен се одвива токму во тој предел. Меѓутоа најчесто се смируваат со употреба на овие пасти за хиперсензитивни заби. Да, се надевам дека ќе се обидат и дека ќе се среди болката. А сите знаеме што значи не да Боже болка на зап или во устната празнина. Докторка, да се вратиме на денешната тема, стигнавме до самиот процес на интервенција кога говориме за апикотомија. Рековте, многу е битна, важна, тоест подготовката, значи целиот процес од ендодонската специјалност за да може успешно да се изведе апикотомијата, односно да се примени оралната хирургија во третманот на забот. Дали се изведува со анестезија или задолжително е анестезија, бидејќи говориме за операција? Задолжително анестезија, да, работиме хирургија, работиме односно отстрануваме меко, тврдо ткиво, мораме да го отстраниме и мекото ткиво, нормално дека работиме во локална анестезија. Да не се плашат пациентите, ова е прилично нежна хируршка интервенција. Се работи на многу мало поле. Да, имаме и фотографии, со мало предупредување дека станува збор за малку и вознемирувачки фотографии за сите оние кои се плашат од стоматолог. Може да ги прокоментирам. Прво се прави рез, се отстранува коската околу процесот, потоа со едни фини посебни инструменти кои што завршуваат со пиезохирургија, се ретропрепарира врвот од коренот, односно најпрво се отстранува коската, се отстранува процесот и се доаѓа таа на втората фотографија, ретропрепарацијата и наполнете каналот. На тој начин е оневозможено транспорт на бактериите преку каналот и од озгора и од устната празнина, и на тој начин пациентот е заштитен од надворешни влијанија. Надворешни влијанија, да, од атак на бактериите. После таа ретропрепарација се потполно се отстранува и процесот се проверува уште еднаш, се става сутура, односно кончиња на резот. Мора да се напомене дека ова е една суптилна хирургија која што се занимава со еден дел од забот кој што е можеби 3 на 3 милиметри, значи 9 милиметри. Минимално микро. Да, значи се работи со зголемување. Да, се работи, да, баш буквално за микрохирургија. Се работи со зголемување, се гледа точно кој е проблемот околу каналот, дали е добро полнењето, дали има некој акцесорен канал кој што треба да се вклучи во таа ретропрепарација, се поставува посебен тип на полнење на врвот на коренот, тоа е МТА или минерал триоксид агрегат. Тоа е еден цврст цемент кој што е воедно и отпорен многу на влага и затоа може да ги издржи оваа хируршка интервенција каде што имаме и крв, и плунка, и влажност од инструментите со кои што работиме. Се стврднува во текот на самата хируршка интервенција и на тој начин сме безбедни доколку има претходно, како што кажавте, добра припрема. А со хирургијата, добра ретропрепарација и затварање, запечатување на каналот од озгоре, тогаш не би требало да имаме понатаму проблем. А пред се да нема болки, што е многу важно. Тоа, да. Колку трае просечно една апикотомија или се зависи од тоа што треба да се сработи? Самата операција, како интервенција? Некаде околу 40 на минути, меѓутоа многу е битно. Тука сакам уште нешто да напоменам. Порано се сметаше дека апикотомијата е интервенција само за еднокорени заби. Работиме денеска и на повеќе корени заби. Работиме во сите регии и работиме со пиезохирургија која што е многу нежна кон ткивата и кон меките и кон тврдите ткива. Значи, зависно, ако работиме еднокорен зап, ако тоа е претходно добро припремен и не треба ние во интраоперативно да го полниме каналот,
интервенцијата некаде помоги 30-40 минути, меѓутоа ако работиме на повеќе корен зап, ќе ни треба нешто повеќе време, заради тоа што во тој случај ќе ресецираме 2-3 корени некогаш. Да, но битно е да се потенцира и она што предпоставувам, прво ве прашуваат пациентите дали ќе боли во самиот текот на самата интервенција. Доколку се даде добра анестезија и доволно количество на анестезија, нема болка во текот на интервенцијата. Може би после интервенцијата може да се очекува некоја минимална болка кај пациентот. Инаку во текот на интервенцијата не. Пред да проговориме што после операцијата, ме интересира за ризиците и можните компликации. Кои се, може ли да се очекува нешто неочекувано? Вака, дел од корените на забите, особено на горни четворки, петки и шески, се некогаш знаат да бидат во колизија со синусната шуплина, со синусната мембрана. Значи, и покрај тоа што е ова нежна хирургија, треба многу да се внимава кога се работи во тој дел. Пиезохирургијата, например, со која што ние работиме во нашата ординација, е нежна, е прилично ефективна кон тврдото ткиво, значи да го исече, да го ресецира коренот, да исече коската околу, меѓутоа е многу нежна и воопшто не го повредува мекото ткиво. Така да дури и да дојдеме во контакт со синусната мембрана, нема да биде повредена. Меѓутоа, сепак треба да има операторот да биде опитен, да биде нежен и да биде внимателен кон околните витални структури. Кога работиме во долната вилица, може да не идеме на препрека од нервите од нервот кој што поминува во долната вилица и нервот кој што излегува преку еден отвор, тој е нервус менталис, кој работиме на четворки и петки. Тука да, може да се случи некаква повреда, меѓутоа пак ќе ви кажам со пиезохирургијата нема шанси да повредите нешто ако сте доволно внимателни. Да, претпоставувам доста често ме прашуваат дали ќе ми се отворат синусите, ќе имам компликации со нервите и слично. Дури и да постои комуникација со нервот, некогаш не можеме да избегнеме, заради тоа што коренот е директно во колизија со синусната мембрана. Сепак постојат начини, таа пак ќе се затвори, се има протокол во тој случај кои антибиотици се примаат, како се однесува пациентот после хируршката интервенција ако постои отварање на синусот, и мислам дека со една добра грижа од страна на докторот и препораките ако се прифаќаат од пациентот, нема никакви проблеми, нема да има никаков несакани компликации или ризици. Докторке, што се случува ако интервенцијата не успее? Имавме и пример на вадење на зап. Дали е тоа неизбежно во вакви ситуации? Доколку се проба со ендодонската терапија, после година дена забот се уште има процес, има фистула, се црнира гној, има осетливост, болка на ниво на врвот од коренот. Доколку тоа не успе, се прибегнува на хируршката интервенција, односно апикотомија. Доколку и таа не успее, за жал мора да се извади забот и следното е или имплантирање или замена на забот со мост. Тоа е за жал. Но претходно да се проба со апикотомија. Мора да се пробат и ендодонските, и ревизијата ендодонска, и апикотомијата пред да се... Значи, апикотомијата е последниот чекор да го задржиме забот. Има апикотомии кои што траат со 10-15 години. Значи, го зачувуваме забот уште 10-15 години. Она што треба да се внимава, апикотомијата да биде изведена кај заб кој што може да биде реставриран подоцна. И да има убава должина на корен. Во тој случај, тука е многу битно операторот убаво да ја процени ситуацијата во која што влегува. Во ситуации каде што ова не се проценува, може да биде неуспешна апикотомијата. Колку е резултатите на успешност според вашето искуство, какви се? Доколку се превземе се што и добра подготовка, што многу е битна подготовката, без подготовка имаме неуспешна апикотомија. Некаде околу 10 до 15 години траат апикотомираните заби, може некогаш и доживотно. Она што сакам да напоменам е дека секој апикотомиран заб треба добро да биде пломбиран или пак во најмала рака
можеби е подобро да биде затворен со коронка, на тој начин ќе биде комплетно заштитен, што рековте ви, од надворешни издржал влијанија. 10 до 15 години, но после колку време после интервенцијата воспалението престанува и пациентот може да се чувствува целосно заздравен? Неопходно тоа се биолошки механизми на организмот. Коскеното ткиво комплетно се формира во нашиот организам некаде 4 до 6 месеци. После 4 до 6 месеци или најдобро година дена треба да има на местото каде што сме извршиле хируршката интервенција комплетно заздравување и формување на коскени гредички. Тогаш сме сигурни дека апикотомијата успеала и секако да немаме субјективни и објективни клинички симптоми, да немаме болка, оток или повторно појавување на фистула на тоа место на кое што сме работеле. Тогаш сме комплетно сигурни. Предходно рековте и потенциравте дека многу е важно да се следи целиот процес за после интервенцијата. Како се следи процесот? Потребни се РТГ снимки, односно рентген, или е доволно само физичка контрола, односно физички преглед? Не, ние работиме во предел кој што е неопходно да контролираме со рентген снимки. После првата контрола, ако нема некоја сериозна промена на завод или ако завод го затвориме со коронка и нема никакви други проблеми со коронката, следењето може да биде и на 2-3 години. Меѓутоа, ако падне пломбата на завод, а тој е апикотомиран, во тој случај многу често може да настане топење на полнењето и целата работа да биде неуспешна. Така. И сега најчувствителниот дел после завршување на интервенцијата е првите денови. Што треба да прави пациентот во првите моменти после операцијата? Предпоставувам дека ќе има потешкоти со храна, со течност и останато. На што треба да најмногу да се внимава? Веднаш после интервенцијата најдобро е пациентот да мирува и да држи ладни облоги на местото каде што е оперирано. Тоа е во основа го намалува отокот. Тоа е неопходно првиот ден, после вториот и третиот ден веќе тоа нема никаков ефект. Се очекува да има мал оток, благ оток, кој што може да биде контролиран со држање на ладно, меѓутоа некогаш и со некои хемиски средства, како што се, например, серапептаза или дексазон. Доколку предходно имал инфекција, добре после терапија, после хируршката интервенција, зафатот, да продолжи таа антибиотска терапија, барем уште неколку дена, 5 до 7 дена. Оток е нормен, голем, да, се третира. Мал оток е вообичаено и нормално и очекувано. Болките се купираат со аналгетици, соодветни за се обезболува пациентот. За 7 дена се вадат конците, некаде околу третиот ден се очекува најголем да биде отокот, а потоа ќе настане намалување на отокот и ќе настане една комплетно повлекување на сите симптоми после интервенцијата. И што е со храната и нормалното функционирање? Рековте дека после 7 дена се вадат конците. Дали во меѓувреме првата недела ќе може нормално да се храни пациентот? Да, ќе се избегнува можеби страната на интервенцијата, ќе се испира со благи чаеви од камилица, жалфија или пак солена вода, со цел да не се задржат остатоците од храната на кончињата со кои што е зашиена раната. Меѓутоа, сето тоа е во најголем број случаи пациентите го издржуваат. Евентуално можеби да постои некој тип на поголем оток кај хронично болни, кај пациенти кои што и едноставно ние тие ги нарекуваме лимфатични типови. Има пациенти кои што една мала интервенција може да предизвика поголем оток. Можеби кај тие пациенти сите сме различни, да. Кај тие пациенти би требало да употребиме или дексазон или серапептаза, хеморал форте, да се намали тој оток и тие функционираат. Генерално функционираат следните 2-3 дена.
функционираат. Да, но бидејќи рековте дека има и доста крварење, дали тоа може да биде компликација, односно тешко да се спречува или се зависи од самата состојба на пациентот? Во текот на самата интервенција. Во текот на пред самата интервенција имаме ни еден протокол, нашите пациенти потпишуваат согласно за интервенција. Во таа согласно за интервенција И неопходни испитувања, така. И неопходни испитувања, меѓутоа наведуваат какви хронични заболувања имаат. Оние пациенти кои што се со хронични заболувања, каде што има поврзано со коагулацијата на крвта, се припремаат претходно пред да бидат со антикоагуланти. Со посебни, да, се припрема, се прави и со хематолог и со интернист една консултација и се припремаат тие. Кај тие пациенти може да се јави продолжено крварење и во самата интервенција, конкретно за оваа интервенција, дури е многу лошо ако се јави таков тип на крварење, бидејќи зоната во која што работиме околу врвот на коренот треба да биде идеално сува, таа се посушува со дополнително со адреналин, меѓутоа ако не биде сува, таа нема да можеме да бидеме прецизни во нашата работа. Воедно, постоперативно голем оток кај овие пациенти може да предизвика распукнување на кончињата. Заради тоа што ткивото поради отокот ќе биде и крварењето ќе биде под поголема тензија. Иритирано, да. Да, меѓутоа сето тоа се разрешува. Бидејќи сме на самиот крај, неизбежни се и препораките, што може да се направи за да се спречат воспаленија на коренот и да се избегне апикотомија како превенција? Да се внимава на редовни контроли, да се избегнуваат шекерите. Да, бидејќи рековте главна причина. Да, на тој начин се избегнува кариесот со редовните контроли. Моите пациенти викаат дека интересно име кој ќе им речам, ви имате шведски кариес. Што значи шведски кариес? Кариес кој што е почетен или во суперфицијалниот слој. Со еден таков кариес никогаш нема да дојдеме до воспаление на нервот ако пациентите доаѓаат навремено. Така. Зошто швеѓаните доаѓаат навремено? Заради тоа што нивната стоматолошка грижа е многу скапа таму. Да. И културата е на високо ниво, меѓутоа предизвикана заради тоа што услугата е многу скапа и токму поради тоа тие доаѓаат навремено. Не дека кај нив нема ендодонтска терапија, не дека кај нив нема апикотомија, меѓутоа кога пациентите доаѓаат на време, најчесто ние ги згрижуваме со помалку инвазивни третмани. Така, добра порака за крај. Доктор Славица Ѓурчевска-Горјанска, специјалист орален хирург, ви благодарам за одвоеното време, за советите и искуството кое го споделивте со нашите гледачи. Веќе договоривме и следна тема. Се надевам да ќе ја реализираме. Така, се гледаме повторно за неколку месеци, а почитувани вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија. Имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!